Тоа што Тетово со години наназад се наоѓа на првото место на листата на градови со загаден воздух е причина овој град да има и најмногу последици, најголема смртност кај населението. Она од што и најмногу се плашат тетовци дека загадениот воздух влие врз смртноста, за жал го прикажува експертска студија. Научната студија покажува дека за околу 38% од вкупниот број смртни случаи во Тетово причина е загадениот воздух. Низ Македонија просекот е 22%. За жал ние немавме долго време направена респектабилна студија за аерозагадувањето и влијанието врз здравјето на населението. Оваа година, во почеток на октомври, е објавено во респектабилното списание Биомедикал истражувањата што се направени од колешката Мирјана Димовска и професор Ѓорѓев, каде што се направени истражувања на 5 години и врз основа на тоа е направена проценка на влијанието, односно оптеретувањето на здравјето на населението од амбиентниот воздух. Морам да ви кажам дека тука бројките се поклопуваат со она што е светски досегашни испитувања и некаде се поклопуваме со просекот дека на светско ниво од 9 умрени, еден е причината е амбиентниот воздух. Некаде околу 22% од сите умирања се должат на амбиентниот воздух. Тука е и ние, тука и Република Македонија се вбројува со тоа што за Тетово е многу поголем тој просек. Многу повисок просек. Некаде околу 38% спрема истражувањата се должат умирањата на годишно ниво, причина дека е загадениот воздух. Па ако земеме дека просечниот за 5 годишен просек број на умрени е некаде околу 670 до 675, ќе дојде дека на годишно ниво 260 до 265 смртни случаи, директен причинител е загадениот воздух, спрема оваа студија. А ако ова е направено, испитувањата се направени, проценките се направени врз една формула која се користи долго време во развиените земји и од неа може да произлезе, ако се намали на оние нормални вредности, колку животи би биле спасени во текот на една година, и тоа за Тетово изнесува некаде околу 195 живота би биле спасени, додека кога би биле нормални вредностите на PM10 и на PM2,5. На статистичките податоци за загадувањето се надоврзуваат и оние за бројот на заболувања на населението. Кардиоваскуларните и малигни заболувања се најчестите причини за умирање, но бројките за Тетово се застрашувачки. Според методологијата на испитувањето на оваа студија, од кардиопулмонални заболувања на годишно ниво, просек годишен, би умрени се 210 луѓе, а некаде просекот европски е 163. Додека од малигни заболувања на годишно ниво умрени се 31, а околу 15 се движи просекот во европско ниво. Значи дупло сме. Студијата покажува дека најголемите причинители за загадувањето на воздухот со PM10 честички со учество од 36% се грејењето на дрва кај домаќинствата, разните индустријски процеси со 33%, а 20% отпаѓаат на продукцијата на разни видови енергија. Се смета дека сообраќајот учествува со 2% во создавањето на отровните честички прашина. Светските здравствени стандарди предвидуваат во една календарска година да нема повеќе од 35 денови со загаден воздух, односно зголемено присуство на отровните PM10 честички.
Во Тетово во 2013 година наместо 35 загадување над дозволените граници имало во 310 денови. Наредната 2014 абнормално загадување имало во 285 денови. Во 2015 дури во 350 денови, а во 2016 со 302 денови. За 2017 година податоците се нецелосни.